Председателе, моето процедурално е за целата оваа постапка и оваа лакрдија. Гледам дека се продолжува да се тера оваа седница на начин на кој што не треба да се тера. Денеска сведочиме на нов екзибиционизам на оваа ненародна влада. Уште еднаш гледаме како ова мнозинство ќе го крши највисокиот акт во државата, Уставот, заедно со деловникот на Собранието на Република Македонија. Имено, денеска пред нас се наоѓаат 5 закони кои се однесуваат на изградбата на коридорите 8 и 10, на кои оваа влада се одлучи по кој знае кој пат да го злоупотреби европското знаменце. Ова значи дека сега ќе имаме обструирана дебата, како и ограничена амандманска расправа по овие закони. Ова е предвидено со членот 135 од деловникот, при што треба да се наведат податоци за изворниот акт на Европската Унија со полн назив, број, датум, како изјава за усогласеност, подпис на надлежниот министер и јасно наведување на правниот акт на кој се однесува извршеното осогласување. Тоа го немаме. Празни се кореспондентните табели. Ништо од ова не постои во содржината на законите и токму поради овие неправилности требало овие закони да бидат вратени на владина седница, а не да продолжат со продолжена процедура по истите. Изјавите за усогласеност стојат празни само со подпис од предлагачот, а конкретно во одредени закони, закон за градење, нема ни податок кој ја подпишал изјавата. Има подпис, меѓутоа нема податок. Во законот за работни односи барем името и презимето на заменикот министер стои, затоа што министерката немала храброст да се подпише. Ова е скандалозно и навредливо кон сите пратеници. Со вашите поставки вие сте поблиску до реализацијата на вашите коалицијски и бизнис интереси, но секој ден се повеќе и повеќе граѓаните ги оддалечувате од Европската Унија. Ова не е Европски фронт за кој што зборувате. Ова е Европски криминален фонд. Прво ќе почнем со член 68 став 2, тој е став 1, пардон, тој е член толку често прекршуван ваша страна. Овие материјали, конкретно говорам исто како колегата, значи за тие 5 фамозни закони кои што сега ги туркате со европско знаменце, се стигнати на 8, денеска е 10. Тоа се де факто нови материјали и го кршите, значи, член 68 став 1, затоа што тој член ни обезбедува 10 работни дена за да ги разгледаме новите материјали. Чисто за илустрација, нашето автентично толкување, кое што е поднесено на 2, со кој што треба да ги намалиме платите на функционерите, очигледно бидејќи ви одговара, то не е ставено. Можеме да земеме и друг пример. Например, можеме да земеме дури и нашата резолуција против фашизмот. Една година се чува во ФИОКа, нашата декларација против шовинистичките интереси на Република Бугарија веќе 3 години, мислам дека од 2020 е, и така натаму, секогаш кога му одговара на владеачкото мнозинство, значи некои работи се држат во ФИОКа, а некои експресно со кршење на деловникот, значи доаѓаат на седница. Значи се работи за практично за да се покријат коруптивните елементи на договорот постигнат со Бехтел и Енка. И во суштина овие 5 закони се закони за амнестија на договорот со Бехтел и Енка. Зборуваме за оние елементи кои што се коруптивни. Значи, меѓу другото, со подпишувањето на овој договор, видите се е наопако. Прво се подпишува договор, после тоа се носат закони кои се усогласуваат со договорот. Беше сосема логично, прво да се донесат измените на законите и после тоа да се подпише тој договор, но сега е сосема известно дека се работи за договор кој што не е усогласен со законите на Република Македонија. Тоа значи дека тие што го усвоиле договорот, владата, тие што го подпишале договорот, исто така прават злоупотреба на службената одговорност и за тоа треба и ќе одговараат, бидејќи има елементи на кривична одговорност. Да беше постапката сосема друга, по друг пат да се одвиваше, тоа ќе беше исклучително различна работа.
Значи, обидот е сега на владата. Прво, немаше храброст да ги предложи тие 9 закони, ги предложи преку пратеници. Сега, кога заглавија дел од нив, бидејќи некој може и така ќе поминат, сега владата се јавува како предлагач на 5 закони, со тоа што рекоме кршење на деловникот. Тоа е одговорност на парламентот во целија, се разбери на председателот, кој претходно треба да види дали се усогласени со деловникот. Тоа не е направено. Значи, ние во суштина што се случува? Се случува институционален криминал, парламентот да ги покрие криминалните действија содржани во што ќе резултират со имплементацијата на договорот.